2 часа од страна на Сојузот на синдикати на Македонија денеска беше блокирана зградата на Собранието. Протестот е нов засилен обид да се издействува 600 евра минималец и 100 евра зголемување на платите. Доколку не го направат тоа, како што ветивме, ќе собереме 10.000 подписи, ќе им станеме овластен предлагач и ние, работниците, ќе им ги намалиме нивните пратенички и нивните функционерски плати. Дополнително тоа што сакам да го кажеме дека не осудуваа дека иницијативата на ССМ за намалување на нивните плати за 80% била неуставна, затоа што ќе дошле на минималец. Па сватиле колку тешко ќе живеат на минималец, па затоа сметаат дека е неуставно да им се намалат нивните онака високи пратенички плати. Од бизнис секторот повторно предупредуваа дека минималецот од 600 евра може да биде погубен за огромен број компании, на што синдикатот не води сметка. Зависно тоа каде работи компанијата, во која дејност, како дали работи на домашен пазар или трансо, се различни последиците. Оние кои работат на домашен пазар кај што нема голема конкуренција, наједноставно е зголемените трошоци да ги префрли на цените, т.е. да ги качи цените на стоките и услугите, што ќе влијае на инфлацијата. Другите кои работат, да речеме, на странските пазари, кај што странските компании не се спремни да ги платат нашите зголемени трошци заради меѓународната конкуренција, ќе мора да намалуваат работници и на крајот да ги затворат компаниите. Третите ќе се најдат ситуација да може да качат само на подобрите на работници до минимална плата, додека за подобрите ќе немаат пари. И тоа ќе доведе до уравниловка, што ќе влијае да имат вирачки на добрите работници, што на крајот на кришата резултира со пад на продуктивноста. Да видиме кои се тие фирми или предпријатија кои што ќе не можат да ги покријат оние трошкови, да најдеме начин и решение со кое би ги партиципирали или би ги ослободили одредени фирми за одредени давачки, дали тоа ќе биде поевтина струја, дали ќе биде социјално-пензиско или друг вид на поддршка. Едно од барањата на синдикалците е и намалување на функционерските плати, вклучувајќи ги пратениците од кои очекуваат да го изгласаат законот. Дали се согласуваш да ви се намали платава? Јас денове сум искажал за таа работа, ние треба линеарно на сите слоеви да бидат оценети платите, па за да дојдеме до платите на пратениците. Благодарам. За премиерот Христијан Мицкоски, денешниот протест на Сојузот на синдикати на Македонија е само политички инструиран процес. Ова има политичка позадина. Еден од денешните протестанти со мене држеше пресконференција, видно во екзалтична состојба, задоволен од тоа што го постигнал. Денеска го гледате блокира со тој другиот кој што се повикува на работнички права, злоупотребува службени возила за приватни цели и уште многу работи доправа, како што имам чувство ќе бидат сведоци работниците кои ги води и кои ги манипулира во овие политички инструирани процеси, и тоа во периодот што следи ќе го има, нема да престане. Јас сум свесен. Нов протест на синдикалната агенда е предвиден за во четврток пред Стопанската комора, а за другиот вторник синдикалците ќе ја блокираат владата.